Добро утро од мене, Алфа Анализа. Денешен мој гостин е адвокатот Тони Менкиновски. Тони, добре дојде во нашето ново студио. Добре ве најдов, многу ви убаво. Нашиот концепт е од неодамна утринска програма, контакти со гледачи, малку така весел почеток, но во одреден момент правиме анализа, малку утринска гимнастика, што би рекле, отвараме крупни теми. Денеска, како што може да се види и во мониторите позади, ја отвараме темата за македонците во Бугарија и нивните права, токму кога во Охрид се води диалог, разговор или расчистување на историски сметки меѓу двете комисии. Они ги бараат историските факти. Ние денес ќе се обидеме да ги побараме историските факти со македонците во Бугарија или во Пиринска Македонија. Многу малку се знае. Оваа фотографија, само еден краток вовед, е направена пред 10 години, пред Советот на Европа во Страсбург, кога македонски активисти и граѓани од Бугарија излегува таму и побараа права за македонците, права кои им се кршат со години. Ти си познат во јавноста по преговорите за јавното обвинителство, новите закони кои треба да се донесат, меѓутоа и си адвокат, некогаш си работил и bona fide, си застапувал повеќе индивидуи и организации. И ја знаеш добро состојбата со македонците во Бугарија. Каква е состојбата таму? Значи, најнапред ви благодарам што ме поканивте и ви благодарам што отварате една тема за која сметам дека постои железна завеса во Република Македонија. Имено, многу пати, бидејќи од претходно пробоно години наназад ги застапувам македонците од малцинските, значи, заедници во Бугарија, Грција, значи сум се појавил на повеќе меѓународни форуми, пред судот во Страсбург и така натака. Оно што е многу интересно, што сакам да го споделам, бидејќи постои една информативна бариера помеѓу македонците во овие делови со македонците во Републиката. Имено, многу пати, многу често, луѓето ме прашуваат мене, вели, има ли македонци таму што ги застапуваш? Па секако дека има. Чим доаѓаме до една форма на здружување, кога тие се здружуваат во најразлични организации, дали во културни организации, невладини организации, каде што јасно го истакнуваат фактот дека се македонци и дека сакаат да ја негуваат македонската историја, традиција, или пак политички партии, каде сакаат преку политиката, преку органите, значи, на власта да допринесат во постигнувањето на нивните права, апсолутно дека имаме еден стадиум каде имаме повисока форма на здружување. Значи, доколку имаме здружување, на одредена форма, значи, постојат македонци. Многу мина овдека во Македонија, за жал, лиферуваат погрешни информации дека таму не постојат македонци или тој број е минорен, мал, значи број, дека тие македонци, како да кажам... Да, мене во едно интервју тогашниот градоначелник на Софија, сега премиер Бојко Борисов ми рече, па добро, видете, за 5-6 илјади тамо некои луѓе што живеат во Бугарија не вреди да си ги расипуваме односите. Значи, сепак 5-6 илјади, но тие постојат. Вчера објавија и писмо, се обратија до меѓународната јавност и кажаа дека имаат многу проблеми. Кои се главно проблеми? Можат ли тие да регистрираат прво, да речеме, организација или партија, слободно? Години наназад македонците не можеа да го сторат тоа. Првиот обид беше само Илинден Пирин како партија и беше забранета 2001 година. 2005 година имаше една голема интервенција пред ОПСЕ во Варшава, па после во 2006 година ги добија пресудите во судот во Страсбург, каде задолжија бугарската држава да ги регистрира и да почнат да ги остваруваат нивните права. Што сакам да поентирам, пак да се вратам на таа железна завеса која постои овдека, имаме недостаток на информација. Овие луѓе постојат и 5000 бројката е бројка за формирање на политичка партија која македонците повторно ја достигна, значи имаме ние 5000 члена на една партија. Се замислете колку луѓе се таму.
како и да е, без разлика на бројките. Ние не сме тука да кажуваме колку бројки има. Доколку постои еден македонец, значи потребно е тие права да му бидат. Да, треба се направи попис, секоја држава прави пописи, меѓутоа бугарската држава не ги попишува македонците. Ситуацијата е многу интересна. Треба да им се каже дека на македонските граѓани дека во понеповолна ситуација е сега во моментов Бугарија, бидејќи Бугарија во врска со овој проблем е под мониторинг од Советот на министри за остварувањето на правото на здружување согласно Европската конвенција за човекови права. Во моментов имаме еден пендинг или случај на чекање каде бугарската влада бара одолжување на донесувањето на пресудата, каде што македонскиот клуб ќе биде регистриран, но морам да ви информирам дека многу интересно сега во Гоце Делчев е веќе отворена невладина организација која се вика Антички македонци. Имаме една многу интересна појава каде македонците во Бугарија сега, бидејќи тоа не е зашто Бугарија сака, туку зашто мора, ќе бидат регистрирани како македонци и мораат да бидат, а ние во Македонија, македонско, македонец и Македонија, имаме рестриктивна употреба. Тоа е голем хендикеп, но се надевам дека со времето ќе падне ваквиот. Значи сепак таму има организации кои се борат и ги предизвикуваат на некој начин, го предизвикуваат правниот систем на Бугарија и успеваат да најдат некои канали. Јас морам да кажам, Тони, дека пред мене овдека на овие 4 странички еден ексклузивен документ кој неодамна го добив од Страсбург. Тој се однесува за Омо Илинден. Значи не за Омо Илинден Пирин, туку за Омо Илинден нешто постара организација, која исто така со години се суди со бугарската држава и ги добива случаите пред Европскиот суд за човекови права, но Бугарија не ги спроведува пресудите. Конкретно, а мислам ти добро го кажа, тоа станува збор за членот 11 од Европската конвенција за човекови права, во која се дава се овозможува правото на здружување. А ако се овозможува правото на здружување, тоа значи и признавање на малцинство. Значи Бугарија мора да го признае македонското малцинство. Спремна е тоа да го направи? Како мислиш? Видете, значи треба да направиме една дистинкција на онаа бугарска империалистичка политика која никогаш се извинам не престанала и она што навистина е реална бугарско мислење. Имено во Бугарија постојат организации како Бугарскиот Хелсиншки комитет кој години наназад, значи ниту во еден момент не се посомневало или го сменило својот став. Тие држат на опцијата дека постои македонско малцинство и дека тоа македонско малцинство ги има сите права како малцинство во Република Бугарија да се, организира, да ги гаи своите традиции, вредности и култури, обичаи и така натака. И тоа е ставот и на писмото на интелектуалците, бугарските интелектуалци. Имаме подвоеност помеѓу бугарската империалистичка политика која е години наназад и она што е јавното мислење во Република Бугарија. Исто така би сакал да кажем дека таа информативна бариера постои. Ние сме 30 години самостојна држава. Значи, како самостојна држава не успеавме да најдеме начин во делот кој се однесува на размена на информации и еве на пример македонците во Пиринскиот дел на Македонија многу тешко гледаат македонски телевизии, многу тешко слушаат македонско радио. Значи тоа е голем проблем и постојат големи ограничувања да македонците се изолираат од републиката. 30 години, 35 години ние немаме директна линија Благоевград-Скопје, што е катастрофа и многу жалосно за една држава. Бугарија како држава мора да го признае македонското малцинство. Јас морам да потсетам дека бидејќи тие што го следат ова прашање и знаат дека пред повеќе години една независна експертка на Обединетите нации Геј Макдугал беше во посета на Грција и она кажа дека таму има македонци, беше во Бугарија, кажа дека има. Потоа Томас Хамарберг, една
грандиозна личност во областа на човековите права, еврокомесар за човекови права беше на Советот на Европа, потоа Нилс Мужњекс, сега е Дуња Мјатовиќ, веројатно и таа ќе отиде во посета на Бугарија, бидејќи Бугарија е во постмониторинг диалог со Советот на Европа, тие кажаа изречито дека таму има македонци. И тоа прашање треба да се реши. Тоа не е веќе, не сме 19 век, туку 21 век, работите морат да одат напред, не? Апсолутно, апсолутно. Погледнете го овој последниот надпревар против Англија. Значи имаме одредени групи во бугарското општество кои поздравува со фашистички поздрав на надпреварот со Британија. Тоа е страшно, значи ние имаме проблем. Би сакал друго да напоменам што е многу важно во целата ситуација. Чекорот за признавањето на здружувањето е првиот чекор. Понатака, значи Бугарија мора да има возможи новие малцинства да имаат своји културно-уметнички друштва, свој јазик. Морам да кажам дека македонците публикуваат книги, имаат своји вестници во Република Бугарија. Значи, како може да бидат малце кога имаат вестници и книги, имаат издавачка дејност? И да не заборавиме, тој дел на Македонија и тие македонци таму имале културна автономија само 5 години. Значи, сепак во одредени области има напредок и можат тие луѓе таму да печатат книги. Или има и таму проблеми? Да, проблемите се секогаш, но луѓето не престануваат да се борат да ги остварат собствените права. Да не заборавиме, имате собир на Јане Сандански, каде имате по 5 до 10.000 луѓе кои како на 20 култот за Јане Сандански и ден денес е присутен во Пиринска Македонија, така на Роженскиот манастир. Но... Знаете она таму имате една провокација, први доаѓаат бугарски националисти, го покриваат гробот на Јане Сандански со бугарското знаме со цел да изиритираат или да создадат проблем. Значи, и да ги прогласат македонците како иридентисти, напротив, македонците се ги бараат своите основни човекови права. А македонците целиот гроб го покриваат со цвеќе, со јоргован, само за да го зацкријат бугарското знаме. Едно прашање интересно беше, мислам дека не така одамна, лидерите на ВМРО Бугарско кажа дека треба да се забрани Хелсиншкиот комитет, односно Красимир Кънев, кого ние добро го познаваме и тој е еден од оние двигатели на борците за човекови права во Бугарија, секако не и осамен. Како би го оценил тоа? Тоа е епилогот. Е реална закана или? Е реална закана, бидејќи моментално мислам дека ВМРО е во власта заедно со Бојко Борисов и тоа јас не знам како остана незабележено од страна на многу меѓународни институции кои се занимаваат со човековите права. Може би во овој момент е незабележено, но јас мислам дека за многу брзо време Красимир Кънев не е мала личност во корпусот на меѓународните институции. Тој беше дел од Комитетот за човекови права на Обединените нации. Значи да појасниме, во Бугарија постојат интелектуалци, постојат луѓе кои изрично го признаваат македонското малцинство и кажуваат дека македонското малцинство е реалност и дека тоа постои и дека треба на тоа малцинство да му се дадат одредени права. Дека е тоа така го потврдуваат и пресудите на судот во Страсбург. Оно што политиката на официјалната бугарска држава години наназад го прави е контрапродуктивно. Она што сега се случува е најинтересно е бараат ние македонците од републиката да се откажеме од македонците во Пиринска Македонија. Кој ни го дава тоа право? Декларацијата на собранието која беше донесена тоа е ужасна навистина и затоа толку критики доживеа и од Бугарија и од Македонија, но мислам дека тоа е на некој начин и притискање на копчето за да се појават разумните глави да кажат дека ова не може вака, не? Да, ова вака не може да продолжи. Значи, овој начин на уништување, на тортура на врз македонците, иако е 100 годишен, долгогодишен, еве сепак македонците постојат таму. Што мислиш, дали тој договор за соработка и пријателство што е склучен е извор на ваквото однесување во Бугарија или Бугарија оди над него? Па мислам дека оди над него.
значи и мислам и дека е извор, тој е страшен договор, така да во иднина, поготово македонската дипломатија во Македонија треба доста добро да не информира, бидејќи односот на малцинствата кои се во Егејскиот дел или во Грција и Пиринскиот дел во Бугарија е прашање на многу меѓународни форуми. На прашање на многу меѓународни форуми каде нашата македонска дипломатија ја нема или е бенигно учествува на тие форуми, а дополнително воопшто не ја информира македонската јавност што се тоа случува. Ако почнете од форумот, например, на ОПСЕ во Варшава, каде имавте 2005 година, дури имаше канадската делегација организираше македонска вечер. Тие тогаш за прв пат слушнаа дека се случува нешто вакво во развиена Европа, дека одредени групи основните човекови права им се загрозени. Правото на себеизразување, значи правото на здружување и така натака. Значи, Тони, ти кажа една, ми се чини многу моќна реченица дека меѓу Бугарија и Македонија во однос на Пиринскиот дел и македонците постои една нова железна завеса и тоа е една ужасна констатација, затоа што сепак има и многу роднински поврзани семејства и тие треба слободно да комуницираат, да знаат што се случува и тоа е нели па и впрочем и идејата на тој потпишан договор за добро соседство. Ако вие немате отворени канали, тогаш е џабе тој договор сте го постигнале. Видете, само неколку интересни факти. Бербатов сите го знаеме, фудбалерот. Неговиот татко е член на ОМО Илинден Пирин. Така. Значи, малце треба ние македонците да не ги бараме македонците во Софија. Македонците се во Благоевград, Разлог, Петрич, таму живеат и треба да се насочиме во тој дел, значи да имаме поголема културна размена. На игрорни имаше, знаете ли што се случува во Гоце Делчев? Не знам колку години танец беше присутен да и дојде. Тоа беше, јас бев присутен таму, тоа беше настан. Значи, луѓето седеа пред домот на културата, значи не да гледаат, седеа за да го слушаат танец. Не можам да ви ги пренесам импресиите на тие луѓе кои беа дојдени да ги слушнат ората, песните и игрите од Македонија, од другите делови. Истото тоа се случува и на Роженскиот манастир. На Роженскиот манастир присуствуваат културно-уметнички друштва од Егејскиот дел на Македонија. Значи, каде македонците си нашле едно место каде што можат да се видат и да општат заеднички низ таа македонска култура. Но она што официјално се случува е забраната од страна на официјална Софија за отварање вакви културно-уметнички друштва. Кога се тука, да не зборуваме радио, телевизија. Кога сме тука, нова да појаснам, значи ако погледнеме хронолошки, првим беше забранета партијата ОМО Илинден Пирин, бидејќи официјална Софија се исплаши од налетот на луѓето кои од 18 општини, мислам, во Пиринскиот дел, тие освоија мнозинство во 6 општини и после тоа беше забранета. Вториот елемент кој понатака продолжија македонците во Бугарија е создавање на културно-уметнички друштва. И она што се случуваше, например, имаше културно-уметничко друштво од Тракија со исти статут, со иста програма, со исто све, само што нашите имаа напишано македонец, македонски, официјална Софија го забрануваше тоа културно-уметничко друштво. Сега епилогот на тоа е дека Страсбург, сите тие, како што е Радев, македонскиот клуб и така натака, онаму јас кај што сум адвокат и тие процеси веќе се добиваат во Страсбург и дефинитивно страсбургските механизми бараат од официјална Софија да го почитува правото на здружување на македонците. Значи не правото на здружување, туку на македонците. Така да тој процес никој не може да го сопре. Така е. И целта на ова денешно излагање е да Бугарија се демократизира во тој дел. Тони, ти благодарам на
ова утринско гостување. Мислам дека дадовме една сеопфатна анализа и влеговме во подлабоко во овој проблем. Сепак ќе остане на нас и на некои вака други разумни глави, политичари, луѓе, индивидуалци, интелектуалци да ги уриваат овие железни огради или завеси. Тоа не е нели идејата на животот во 21. век. Јас би поентирал само со ова дека овој документ е важен, дека Бугарија сега извадена е на чист терен, дека тие ќе мора да ја признаат Омо Илинден, а со тоа ќе ги признаат, практично ги признаваат и македонците како малцинство. А драги гледачи, останете понатаму со утринската програма на Алфа.